Добре дојдовте во дебатата. Денес, се нурнуваме во една навистина длабока човечка драма што се провлекува низ неколку клучни библиски текстови, а се водиме од коментарот на Мари Ноел Табут. Зборуваме за жет, за сомнеш и за вера. Се почнува со онаа, потресна сцена во книгата Излез, каде што израелскиот народ, умирајќи од жет во пустината, се врти против Мојсей и го предизвикува самиот Бог. Токму таа сцена го отвора нашето клучно прашање. Дали овие приказни ни покажуваат дека верата е во суштина една постојана мачна борба со сомнежот, борба во која постојано бараме нови докази од Бога, или пак целиот наратив се движи кон една поинаква идеја дека постои еден конечен божествен дар на љубов кој темелно го преобразува сомнежот во трајна доверба. Јас ќе се обидам да покажам дека целата поента е во таа трансформација, дека се движиме кон вера која е одговор на еден конечен дар. А јас од друга страна мислам дека токму таа почетна сцена од пустината е клучот за се. И ќе застапувам дека овие текстови ја нагласуваат верата како една непрекината борба со нашата вродена човечка склоност да се сомневаме, борба која реално никогаш не завршува. Добро, ама ако ја погледнеме целата слика, целиот библиски лак, се гледа еден јасен развој. Приказната не може да заврши со таа горчлива расправја во пустината. Ајде да скокнеме во Евангелието според Јован, каде што се случува нешто, револуционерно. Исус се среќава со самарјанката кај бунарот и нуди жива вода. И ова е клучот. Това не е само уште едно чудо, уште една вода од карпа за да се задоволи физичката жет. Оваа вода, како што вели тој, станува извор внатре во самата личност, извор на вода што извира за вечен живот. Целата динамика се менува. Веќе не зборуваме за надворешен доказ што треба да го видиме, туку за внатрешна сигурност. А потоа, Свети Павле во посланието до римјаните оди, би рекол чекор понатаму. Тој вели дека доказот за Божјата љубов не е нешто што го добиваме кога ќе се пожалиме, туку нешто што е веќе дадено преку Христос, дока се уште бевме немочни. Таа љубов, вели тој, е излеана во нашите срца. Тој е проактивен, неотповиклив дар. Затоа, иако целосно го разбира мочеот на луѓето во пустината, мислам дека целата порака на Библијата е дека тој модел на постојано тестирање и барање докази е надминат со благодатта. Тука веќе гледам сосема поинаку. Токму тоа искуство кај Маса и Мерива не е само некој си историски настан што се случил еднаш. Тоа е архетип. Тоа е траен модел за односот меѓу човекот и Бога. Самите имења ни го кажуваат тоа, не се случајни. На хебрејски Маса значи искушение или тест, а Мерива значи кавга. Самата Библија ни кажува дека ова место не е само географска точка, туку символ за моментот кога луѓето го ставиле Бога на тест. Коментарот на Табут оди уште подлабоко и го поврзува ова со оној, искунски сомнеш од рајската градина. Се сеќаваш на прашањето на змијата, навистина ли рече Бог? Тој е тој прв момент на сомнеш, кој потоа одекнува низ целата историја. И најсилниот доказ за мене, Псалм 94. Тој не зборува за минатото, туку директно ни се обраќа нам, денес. Денес не ги затворејте срцата како во Мерива. Фактот што ова опомена се повторува со векови, дури и секојдневно во молитвата на црквата, покажува дека ова не е надмината фаза. Тоа е секојдневна, постојана борба. Дури и таа самарјанка што ја спомна, не почнува со вера, нели? Таа е полна со скептицизам. Нежиниот пат е токму илустрација на борбата. Во право си дека незиниот пат е борба, да, но ајде да се задржиме малку повеќе токму на таа вода и на природата на жетта. Што всушност се случува таму? Се случува чист екзистенцијален ужас. Водата од карпата во Излез е конкретен физички одговор на смртна опасност. Луѓето се во паника, немаат вода среде пустина. Ова не е некаков абстрактен теолошки проблем за нив. Ова е прашање на живот и смрт. И токму тогаш, кога сме соочени со вистинско страдање, инстинктивно го поставуваме тоа прашање. Дали Господ е меѓу нас, да или не?
Тоа не е филозофска дилема, тоа е крик од длабочините на стравот. И затоа мислам дека тој модел е толку траен. Кога сме соочени со вистинска неволја, ни треба вистински опиплив одговор. Јован е толку драматичен и важен. Исус свесно ја пренасочува целата дискусија. Тој ја зема таа основна физичка жет и ја користи како метафора за нешто многу подлабоко. Тој не нуди само привремено решение, туку внатрешен извор кој трајно ја гаси духовната жет. Значи, ова не е само промена на метафората, ова е фундаментална револуција во разбирањето на верата. Тежештето се преместува од нешто што Бог го прави за нас однадвор, во нешто што Бог го прави во нас од внатре. Тоа е огромна промена. Добро, Доро, ама чекај малку. Зарем самата реакција на жената не ја докажува мојата поента? Дали навистина мислиш дека таа во тој момент разбрала нешто од таа духовна димензија? Нејзиниот прв одговор е чисто практичен. Господине, дај ми од таа вода, за да не жеднам повеќе и да не доаѓам веќе овде да црпам. Таа размислува за тоа како да си ја олесни маката. Нејзиниот првичен одговор не е просветлена вера, туку практична желба да се избегне напор. Целиот незин диалог со Исус е токму илустрација на борбата да се надмине тоа буквално разбирање. Да, но клучот е што тој премини е понуден. Исус не ја отфрла поради незиното буквално разбирање, туку трпеливо ја води подлабоко. И токму тоа не носи до централната разлика дали Божиот одговор на нашата состојба е секогаш реактивен, како во пустината, или може да биде проактивен. Тука мислам дека посланието до римјаните ја менува целата парадигма. Таму, Христовата смрт е представена како врвен доказ за љубовта, даден не како одговор на нашите поплаки, туку проактивно, додека се уште бевме немочни. Павле нагласува дека ова не е нешто што сме го заслужиле, тоа е чист дар. Тоа е темелот на новата реалност, реалноста на благодатата во која стоиме. Бог не чека да го предизвикаме за да ни ја покаже својата љубов. Тој веќе го направил тоа на конечен начин. Не, жал ми е. Тука едноставно не можам да се согласам. Зарем самиот факт што Павла мора толку силно и со толку сложени теолошки аргументи да го докажува ова, не ја потврдува мојата поента. Ако тој дар беше толку очигледен, толку конечен, зошто е потребна цела теологија за да не убеди во тоа? Приказната од излез е толку моќна и универзална токму затоа што ја одразува нашата инстинктивна човечка реакција во неволја. Божиот одговор таму е директен и моќен токму затоа што одговара на таа длабока криза на доверба во реално време. Тој не ги игнорира, не им вели требаше веќе да знаете подобро. Тој се спушта на нивното ниво и одговара на нивната жет. Тоа е моделот кој го разбираме, криза и одговор, сомнеш и чудо. Фактот што на Павле му требаа цели поглавја за да објасни еден поинаков модел, само покажува колку длабоко е вкоренен сомнежот во нас. Ама тој објаснува затоа што се работи за нешто сосема ново, за нова ера. Тој не го поправа стариот модел, туку воведува нов. Тој не вели обидете се посилно да не се сомневате, туку вели дека реалноста е променета. Љубовта Божја е излеана во нашите срца преку Светиот Дух кој ни е даден. Ова не е еднократен одговор на провокација. Ова е опис на трајна внатрешна состојба. Тоа е суштинската разлика што ја нуди Новиот Завет. Добро, но дури и да ја прифатиме таа нова состојба, таа очигледно бара постојано подсетување и борба за да се одржи. И тука се враќаме на Псалом 94. Пораката е недвусмислено предупредување. Не ги затворете срцата, е заповед, императив, кој ја признава реалноста дека затворањето на срцето е постојана и реална опасност. И како што спомнав, тоа што се користи како утринска молитва секој ден, само ја засилува идејата дека оваа борба со сомнежот се обновува секое утро. Со секое ново изгре сонце, верникот се соочува со истата опасност. Борбата не е надмината, таа е ритуализирана. Тоа е моќен аргумент, ама ајде да го погледнеме клучниот збор во тој псалм. Денес. Коментарот на Табот го толкува ова како многу ослободувачка фраза. Таа вели дека пораката е секој ден е нов ден, денес се е повторно можно. Гледаш ли ја разликата? Тоа не е само мрачно предупредување за минатите грешки, туку истовремено и покана полна со надеж да ја обновиме довербата сега, во овој момент. Тоа е повик да го прифатиме дарот на благодата кој е секогаш достапен, а не само да живееме во страф од повторување на минатиот неуспех. За мене,
Тоа е повеќе за можноста отколку за опасноста. Ама самата потреба од таа секојдневна покана докажува дека нашата природна склоност, нашата фабричка поставка е да се вратиме на сомнежот. Ако дарот беше само прихватлив и конечен во нашето искуство, зошто ни е потребен секојдневен повик да не се враќаме на старите патишта? Поканата постои токму затоа што опасноста е реална. Денес не е само отворена врата, денес е полена битка. Или секој ден е нова можност. Можност да паднеш. Можност да го прифатиш дарот. Тоа е клучната разлика во перспективата. Така е. И затоа, мојата позиција останува дека искуството на сомнеш, онака како што е драматично прикажано во Маса и Мерива, е централно и трајно за човечката состојба на верата. Мислам дека сите библиски текстови, вклучително и новозаветните, служат како подсетници и алатки за да ни помогнат да се движиме низ оваа постојана борба, а не како доказ дека борбата е некогаш завршена. Прашањето дали Господ е меѓу нас останува вечно релевантно не затоа што Бог е отсутен, туку затоа што нашата способност да веруваме е кревка. Иако целосно да признавам реалноста на човечкото искушение, јас сепак тврдам дека фокусот на целокупниот библиски наратив се префрла. Се префрла од човечкиот тест кон божествениот дар. Приказните за живата вода и за Христова жртва не се само подобрени одговори на сомнежот, туку тие воведуваат една сосема нова реалност, заснована на благодат. Во таа реалност, довербата не е нешто за што се бориме за да изнудиме доказ, туку е покана да се одмориме во љубовта што е веќе дадена, проактивно и безусловно. Сомнежот станува аномалија, а не норма. И јасно е дека овие текстови откриваат една длабока и трајна тензија. Дали тоа искушение во пустината е парадигма која ја дефинира верата или е пречка која е конечно надмината со еден врвен чин на љубов? Материјалот нуди богатство од докази за двете перспективи. И на крајот можеби секој од нас треба да одлучи што значи да се верува. Токму така. На крајот, прашањето е како го доживуваме секој нов ден. Дали секој денес е ново соочување со исконскиот сомнеж, борба која мора одново и одново да се води? Или е нова можност да се живее во сигурноста на еден конечен дар кој веќе ни е даден? Очигледно, има уште многу што да се истражи во оваа длабока тема.